Добро утро. Во следниот период ќе бидат и тоа како актуелни уписите на матурантите на високообразовните институции во државата. Денеска ќе зборуваме на една многу убава тема, а тоа е стипендирање. Стипендирањето од страна на Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје на млади средношколци успешни кои што ќе имаат можност образованието да го продолжат токму на оваа високообразовна установа. Ќе зборуваме со асистент Љупче Милинковски и PR и маркетинг Даниела Трајковска. Добро утро и на двајцата. Љупче, јас ќе започнам од вас. Ќе ни кажете, станува збор за една убава иницијатива, низ цела Македонија се прошетавте и уште ќе се прошетате, јас мислам, затоа што на сите општини ќе им доделите стипендии, а кои што пак тие ќе ги доделат на оние ученици кои што сметаат дека се најдобри од нивната општина. За каков проект станува збор, колку ученици ќе бидат опфатени и што ќе значи ова стипендирање? Вака, секоја општина во Републикава наша, Универзитетот за туризам и менаџмент доделува 15 стипендии. Каде што сакаме да ја опфатиме целата област на стипендирање, сакаме да преку тоа една полка да извлечеме дека имаме добар подмладок, дека имаме добра иднина и добар свеж кадар, каде што може да студира и да учи и да остане, се разбира, во нашата република. Даниела, јас ќе ве заболам да надополниме од каде дојде идејата и која е целта на ваквиот начин на стипендирање. Ќе биде ли упатено целото 4-годишно и 3-годишно образование или пак ќе мора после првата година да се потрудат да ја задржат стипендијата? Вака, значи нашиот Универзитетот за туризам и менаџмент при своето основање сакаше да инвестира во својата младина, сакаше да инвестира во нашето општество. Нашето општество се гради преку нашата младина и токму затоа имаме отворено, тука е отворен нашиот фонд професор доктор Љубе Милинковски, врз основа на кој ние ги доделуваме овие стипендии. Стипендиите се однесуваат за додипломски студии и за сите 4 години. Значи сметаме дека општините најдобро ги познаваат своите млади и знаат точно на кого би ја доделеле оваа стипендија, кои се оние кои што заслужуваат да добијат квалитетно образование што ќе им овозможи подобра иднина. Предпоставувам дека ќе можат да одлучат потоа на која од студиските групи самите ќе студираат. Секако дека да. Универзитетот за туризам и менаџмент располага со 5 факултети. Тоа е нашиот добро познат факултет за туризам, факултетот за информатика, факултетот за човечки ресурси и меѓународен маркетинг менаџмент и економскиот факултет. Врз основа на своите аспирации и амбиции, значи секој од потенцијалните студенти, нашите матуранти, нашето богатство, ќе си одберат која е таа програма која што нив ги привлекува. И нели секако најважно е да го учат тоа што го сакаат, за да може утре истото тоа да го работат. Се надеваме дека нели нашата диплома е светски призната диплома и тоа е досега докажано. Меѓутоа се надеваме дека токму овие стипендисти ќе искористат дипломата и своето знаење инвестирајќи во нашата Република Македонија. Би сакала да ве прашаме за форумот на градоначалници, кој што е навистина интересен и ќе се одвива на 1 јуни, многу наскоро. Тука ќе бидат застапени, колку што сум информирана, и градоначалници надвор од земјата. За што станува збор, каков е овој форум на градоначалници? Така, токму од ова наше движење низ Република Македонија и посета на сите општини и градоначалници, нашиот ректор професор доктор Аца Милинковски, кој што претходно исто така сите знаеме дека 2 мандати беше градоначалник, значи ги познава проблемите и предизвиците со кои што се соочуваат нашите градоначалници и во дискусии, соработки во овој момент кај што ние подпишуваме меморандуми и се гледа на кој начин може да допринесеме да помогнеме и на општината, освен со тоа што доделуваме стипендии. Значи дојде до еден момент каде што свативме дека ние како институција со многу големи контакти и познанства во држава и многу повеќе исто и надвор од државата може да допринесеме да овие градоначалници, нашите градоначалници на еден ваков меѓународен форум за градоначалници разменуваат искуства со своји колеги надвор од Македонија. Навистина сега сме на подготовките на овој форум, меѓутоа веќе имаме потврди од неколку градоначалници. Колега, од кои земји имаме потврди за Имаме веќе потврдени од Франција, од Италија, имаме потврдени од мислам дека и Брисел е потврден.
Бугарија, значи доста имаме доста потврдувања, значи тој конгрес што ќе се одржува на 1 јуни, како да кажам, ќе биде добро за секој наш граѓанин, за секој градоначалник во Републикава наша. Така, темата, мислам дека спомнавте колешке, модерна општина, дека е темата и таа тема опфаќа повеќе области, значи не е само модерна општина како тема, него и понатамошниот развиток на низината општина, на самата општина и тоа како треба, еве ќе го кажам така слободно со мои зборови, дека треба да се случи нешто ново кај нас на овие простори, нова поднебје, да секоја општина биде ослободена, слободно да може да функционира и да работи. Токму затоа овој форум се одржува на 1 јуни, за да имаме подобар иднина. Ке бидеме ние присутни, се надевам, на форумот за да можеме да испрезентираме што е тоа што ќе биде од значење за граѓаните кои што живеат во овие општини. Само на крај би сакала да не ја пропуштиме и матурската парада, која што за жал 2 години беше во мирување поради пандемијата, но оваа година повторно ќе се одржи во петок е закажана и тука и вие имате нели удел или ваш придонес во матурската парада. Токму така, значи како и сите проекти за кои што станува збор и се опфатени за млади, значи и во овој проект ние сме дел, пробуваме колку можеме да инвестираме, да помогнеме, да поддржиме, посебно во овој тежок период каде што младите беа многу ускратени од дружби, од забава и универзитетот во соработка со дирекција за култура стои позади овој настан и со нетрпение го очекуваме во петок да малце и матурантите прослават за своите успеси и да можат цврсто и храбро да продолжат да чекарат напред, секако со дооформување на своето образование преку додипломски студии и здравје Боже, магистарски па и докторски студии. Даниела и Лјупче, јас ви благодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Се надевам дека ќе бидат успешни сите овие проекти за кои што говориме, пак имаме можност подоцна повторно да ги испрезентираме пред нашите гледачи. Ви благодарам, драги гледачи, што денеска повторно не следевте.